Кога паѓа снег, народот вели дека тој ги убива вирусите и дека воздухот се прочистува, но што велат експертите? Unë besoj se kjo duhet të jetë e vërtet për shkak se jo vetëm virozat, po se ambienti në Shkup është shumë i ndotur. Kjo i zhduk edhe këto grimcat e imta, kështu që besoj se do qetësohet pak gjendja e gripit edhe njerëzit të rrinë të mbyllur, nuk kanë shumë kontakte me njerëz të tjerë, kështu që besoj se do qetësohet pak a shumë situata. За разлика од претходните години, сезоната на грип оваа година започна порано и опфати поголем број заболени лица. Според епидемиолозите, моментално се забележува умерена активност на вирусот, но со подолготрајно време траење од вообичаеното. Според прогнозите, пикот на грипот се очекува во средината на февруари, што значи дека бројот на случаи ќе продолжи да расте и во наредните недели. Епидемиологот Љулзиме Бајрами им препорачува на сите граѓани вакцинација како една од најефикасните мерки за заштита од потешките форми на грип. Si zakonisht, vetëm që zgjat pak më tepër, ndoshta imuniteti tek njerëzit pak ka rënë ose nuk vaksinohen. Po megjithatë unë them akcent te vaksinimi, se duhet patjetër të vaksinohen për shkak se vetmja mbrojtje që mund të jetë efikase është vaksinimi. Симптомите најчесто се манифестираат со висока температура, кашлица, болки во мускулите и општа слабост, а повремено и со диареја, вели Бајрами. Епидемиолозите нагласуваат дека, иако моментално не станува збор за алармантно ниво, состојбата бара зголемено внимание, особено кај ризичните групи како што се децата, постарите лица и лицата со хронични заболувања. За утре се очекуваат најновите податоци за состојбата со грипот од Институтот за јавно здравје, додека во периодот од 5 до 11 јануари се регистрирани 2322 случаи на грип, што представува зголемување од околу 36% во споредба со претходната недела и двојно повеќе во однос на истиот период лани.